Во општините Кривогаштани и Крушево денеска се одржа меѓународниот ролерски надпревар. Манифестација од ваков калибар за прв пат се организира во Македонија. Инаку ролерскиите се еден вид на замена за вистинските скии во летниот период и им помагаат на скијачите да ја одржуваат кондицијата и да тренираат и кога нема снег. На надпреварот учествуваат 40 учесници од Македонија, Србија и Грција. Меѓународната скијачка федерација од 1 јуни оваа година, започнувајќи со квалификацијскиот период за зимските олимписки игри во Пјонгчанг 2018, дозволи да и овие надпревари влезат во квалификацијските надпревари за освојување на норми за овие олимписки игри. Така да, важноста на ролерски надпреварите е исто така голема како и оние зимските надпревари што ги имаме. Трката беше долга 12 километри. Започна во Кривогаштани, а заврши во центарот на Крушево. Посебно задоволството е што стартот на овој надпревар, спортски надпревар е од општина Кривогаштани и тоа ќе представува дополнителен стимул како општина. Сите вакви спортски надпревари ние како општина да ги финансираме и помагаме, бидејќи сепак спортот е многу битен фактор во општествениот живот на секоја една држава. Иако ролерскито во Македонија како спорт се практикува одамна, ова е за прв пат во држава да се организира меѓународен ролерски надпревар, а она што е уште поважно е дека оваа манифестација е влезена во картата на Меѓународната скијачка федерација и учесниците од овој настан ќе собираат бодови за оваа сезона, но и за Олимпијадата која што во 2018 година ќе се организира во Пјонгчанг. Сонот на секој надпреварувач беше да освои што е можно повеќе бодови за квалификациите за Олимпијадата во 2018-та. Се надевам на добар резултат. Иако тука има неколку сениори, но сепак не мора тоа да значи, зависи од тренингот, што тренирале, како тренирале, сепак и сме и на домашен терен, свој терен и ќе го дадеме максимумот. Очекуваме од прво, од трето место да влеземе во медал, како и по точките да видиме да стасаме до медал. Во Пјонгчанг 2018 треба да исполнам јас А норма, пошто сум била со Б норма во Сочи, Русија. Па ќе видиме. Ова ми е прва трка ове године. Ова ми е прва трка годинава во нордиско скијање. Досега скијав само биатлон. Тренирав доста дома во Србија и се надевам на добар резултат на оваа трка. Ролерски и скијање, што е потешко? Во зима или во лето? Мислам дека е малку потешко во зима. Снегот е потежок во зима, ролерите се полесни да се возат и побрзи. А во зима пак може да биде и минус 30 кога скијаме. Сега пак во лето времето е добро. Нашите очекувања се да дадеме се од себе. Не очекуваме да бидеме прво место, но ќе се потрудиме. Ролер скиите се побрзи од обичните скии, но сега бидејќи на оваа трка треба да се качуваме на планина, можеби ќе биде и малку потешко. Трките беа поделени во две категории – машка и женска конкуренција. Организаторите се надеваат дека овој настан ќе стане традиционален, а слична ваква трка се подготвувала да се одржи некаде во октомври во Скопје.